Добар ден, почитувани. Ова е магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Аутизмот не е ретка појава и покрај почетните убедувања. Доколку се опфати целиот спектар на аутистични нарушувања, може да се забележи кај 6 од 1000 лица. Аутизмот може да се јави во секое семејство, без разлика на расната, националната, етничката припадност. 4 пати почесто се забележува кај момчињата, отколку кај девојчињата. Што го предизвикува аутизмот? Што велат најновите истражувања? Како се дијагностицира и третира? Зошто е важна раната интервенција? За сето ова одговор ќе побараме од почитуваниот професор доктор Филип Дума, кој што работи како консултант во Неуромедика, Бамби Медика во Струмица и на станува збор за педијатар, невролог. Започнуваме веднаш по рекламниот блок. За аутизмот денеска зборуваме со професор доктор Филип Дума, детски невролог. Инаку, професоре, вие сте во пензија, да ви честитам. Заслужено. Заслужено, апсолутно. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, благодарам на поканата. Мило ме што пак се гледаме и што ќе отвориме една тема која што е доста актуелна во последните години. И оваа емисија би посветил повеќе на родителите на овие деца со аутизам, затоа што родителите имаат големи проблеми големи пречки во решавањето на своите проблеми, затоа што се големи борци, најголем дел од родителите и белиевери на англиски, или веруваат во тоа што го прават и да им дадеме поддршка да го прават тоа уште подобро и поуспешно. Апсолутно, голема поддршка и еве насоки што конкретно треба да прават и како да прават. Сето тоа во текот на емисијата ќе го добијат. Да започнеме со тоа што е, докторе, аутизам, дали е болест или пак е состојба? По дефиниција аутистичен спектар на болести, тоа е состојба која што се јавува при различни зафаќања на централниот нервен систем и која што се манифестира на ист начин. Меѓутоа и во самиот аутизам има повеќе болести, кои што се класичниот аутизам, кои што се первазивните нарушувања, како што е сега повеќе се сматра дека не е ретојот синдром, Аспергерот и така натаму. Може да биде здружен со одредени болести, како што е туберозната склероза. Се во одреден период од животот, меѓутоа кога зборуваме за дијагноза на аутизам, никош не може да кажеме за дефинитивна дијагноза. Еднаш ќе го видиме детето и ќе кажеме дека има аутизам. Раните знаци се појавуваат веќе од почетокот на втората година, меѓутоа дијагностиката на аутизмот е следење на група на симптоми и од следење од стручен тим кој што ќе мултидисциплинарен тим кој што во одредени области ќе направи дијагнозата. Обично на која возраст ја поставувате дијагнозата? Кога родителите добиваат? Може да се постави веќе од 18 месец, меѓутоа кај нас се уште иде. Некои идат и од 18 месец, некои до крајот на трета година веќе се дијагностицирани. Поставувањето на дијагнозата на 18 месеци не е дефинитивно. Значи може да бидат полно други состојби кои што може да доведат до слично поведение. Меѓутоа кога ќе видиме дека постои некои од симптомите на аутизам, како што е на 18 месеци за останување во говорот веќе, може да биде несоодветна комуникација, автоматизми, повтарање на одредени функции, неследење со очи и така натаму, тогаш може да почнеме со раната интервенција. Она што е најбитно кај станирање на аутизмот е соодветната стимулација. Она што е најбитно за сите развојни зафаќања е соодветна и навремена стимулација. Рана стимулација. Затоа што мозокот има една карактеристика од која ќе помине периодот кога одредени способности се добиваат, после тоа многу потешко може да се добијат и со стимулација. Тоа е пластичност на мозокот. Што точно се подразбира? Пластичност е другото, само ако на пример развојот на говорот е 3,5 години, после 4,5 години многу потешко или многу понеквалитетно ќе се развие, после 6-7 година ако не зборува, детето тешко дека ќе прозборува. Чуда се случуваат, меѓутоа од друга страна имаме една група на деца кои што се касни зборувачи и кои што нормално почнуваат да зборуваат, таа мала група после 4 години. Меѓутоа и тие ги стимулираме затоа што немаме начин да бидеме сигурни дали е тоа некоја болест или е само нормален начин на живење. Иначе пластичноста на мозокот е поврзана со незрелоста на мозокот. Така? Пластичноста постои во секој период
и кај секој човек, меѓутоа колку е детето помало, колку е понезрел мозокот, толку е поголем. И тука може да искористиме таа пластичност на мозокот за со соодветна стимулација да добиеме одредени вештини кај тоа дете и да може да го интегрираме полесно. Например, доминацијата на хемисферите, дали сме леваци или дешњаци, се дешава негде околу третата година на животот. До третата година децата можат подеднакво да ги користат двете раце. Меѓутоа, ако има оштетување на пошто горниот центар е во претпоставена доминантната зона, ако сме дешњаци во левата хемисфера, ако сме леваци во десната хемисфера, ако има оштетување на претпоставена доминантната зона, со соодветна стимулација центарот на говор може да го активираме од другата страна на мозокот, така да тоа е познато и затоа се бара колку што може порана стимулација, колку што може порана интервенција. И тоа е правиот лек за ова нарушување, за аутистичниот спектар нарушување и воопшто развојните. За аутистичниот спектар има и многу, мислам, е мултидисциплинарен и комплексен пристапот. Меѓутоа, соодветната стимулација во сферите во кои што недостасува развојот е еден најсоодветните начини за третман. Професоре, кога родителите ќе се посомневаат дека нешто не е во ред со нивното дете, отсуствува говор и слично, како проценувате дали може би се работи за лажен аутизам, бидејќи се повеќе деца поминуваат многу време пред екран, вела дека екраните всушност создаваат состојба што имитира аутизам или пак е реален проблем? Ако едно дете кое што е со нормални развојни способности, ако е цело време пред екран, ќе почне да зборува енглиски. Ќе го научи тоа што му го нуди екранот. Ќе биде можда понекомуникативно и затоа што е научило да комуницира со екранот. Но нема да отсуствува говор, така? Говорот нема да отсуствува, затоа што во денешно време има многу родители кои што деца зборуваат енглиски, пошто тоа најчесто на нашите телевизии, а родителите не го знаат тој јазик, не може да комуницираат со децата. Друга е инциденцата е многу повисока од 6 на 1000. Дури во одредени периоди пред 7-8 години одеше до 40. Толку промили, да, во одредени земји на северот. Значи, доаѓаше до зголемување на инциденцијата и негде е стабилизирана, сега паднате до 20. Од 6 до 20, така да има разни бројки, така да од разни студии, така да инциденцијата е стварно голема и ова е голем проблем. Што придонесува да се појави аутизмот, никој вистински не знае, осим ако не се работи за некој генетско кој што може да го диагностицираме, ако не се работи за изолирани се некои гени кои што укажуваат на ова нарушување? Има гени кои што се здружени, меѓутоа кои што тие се здружени со многу други болести, така да Значи повеќе фактори се во прашање. Повеќе фактори се во прашање. Има многу деца кои што ги имаат тие гени, немаат аутизам, меѓутоа кај деца кои што имаат аутизам почесто се наоѓаат одредени гени кои што се фактички поврзани со проблемите со коагулацијата. Професор, што велат оние истражувања кои што кај туберозната склероза, кај ретовиот синдром, генетиката е јасна. И кај други болести кои што идат. А раното давање антибиотици? Со нарушување на цревната флора сега има нови студии дека дисбалансот на цревната флора може да се здружи со аутизмот, не знам дали како причина, меѓутоа нарушувањето во цревната флора може да биде причина може да биде поврзано со појавата на аутизмот. Меѓутоа имаше некои студии кои што викаат дека растурањето на семејството може да биде причина за придонес за развивање на аутизмот, меѓутоа понатаму од студиите се види дека тоа не е така, да се уште има многу шпекулации. Секако не смееме да ги занемариме тие студии кои што кажуваат дека дисбалансот на цревната флора. А што со вакцините? Родителите понатаму има родители што тврдат дека нивното дете пројавило симптоми на аутизам по примање на ММР вакцината. Ние како доктори може да зборуваме само за медицина заснована на докази, тоа се вика evidence-based и сега нема докази дека вакцината придонесува за развој на аутизмот. Од друга страна, давањето на вакцината се во истиот период кога се уват првите знаци. Таа МПР-от се дава во истиот период кога се уват првите знаци за аутизмот и може многу лесно да се направи некој преклопување на знаците. Моментално имаше баш поради тоа невакцинирање во Америка имаше епидемија на морбили и огромна популација беше вакцинирана со вакцина за морбили и огромната популација таму ги следат многу подобро отколку кај нас, беше следена и проценувана и видено дека инциденцата на децата кои што се вакцинирани со морбили, оние кои што не се вакцинирани за морбили,
инциденција на аутизмот е сосема подеднаква, нема зголемен ризик. Од друга страна, се има многу пациенти кои што имале аутизам, кои што не биле вакцинирани, така да секој може да верува тоа што сака, меѓутоа ако застраниме во една страна, тогаш детето не ја добива правата помош. Велат момчињата почесто страдаат од девојчињата, можеби по Сите болести во животот машките се позафатени, така да и смртноста кај мажите поголема, има повеќе вдовици него вдовци. Тоа е некој машките послаб пол секако. Вајде поради природата во однос на тие работи, така да. А дали може во секое семејство да се јави овој проблем без разлика на финансиската, социјалната состојба, нема, без етничка? проблем. Може да. Нема. Во сите делови на светот? Во сите делови на светот застапеноста е скоро подеднаква, нема некоја националност или некоја раса која што не е изложена на оваа болест, така да не знаеме. Нема прави причини зашто настанува и како настанува. Ја минува ли ова аутизмот, ја минува ли структурата на мозокот или пак само влијае врз неговата функција? Многу студии кои што се обидуваат тоа да го најдат, има некои испитувања со PET скенови каде што дистрибуција, активноста мозочна е различна на детска и деца со аутизам, од децата кои што се нормални, меѓутоа таа активност за жал се уште не е диагностичка, така да не можеме да предвидиме, нити па можеме да кажеме до каде сме со лекувањето во однос на PET скеновите. Од една страна PET скенот е многу скап, меѓутоа се уште нема сигнификантност. Се работи на тоа, меѓутоа тоа е тоа. Исто како и за останатите. Аутизмот е предежно болест која што припаѓа на детската психијатрија и би сакал друг пат ако зборуваме да има со мене детски психијатар и веројатно некој од тимот на психолози, така да. Бидејќи како што споменавте мултидисциплинарно, психолози, едукатори, педагози, логопеди, така да. Многу е битен тој мултидисциплинарен тим. За жал кај нас има доста такви центри, меѓутоа систематичноста и упатувањето на пациентите оди хаотично, така да секој си упата пациентите таму кај што сака. Диагностиката е негде побрза, негде поспора, меѓутоа диагностиката на овие развојните болести, главната поента дека диагностиката не е главна е интеграцијата и стимулацијата. Значи навремено започнување на интеграција и стимулација, диагностиката може да тече понатаму. Паралелно. Паралелно, да. Меѓутоа не може да кажеме ајде да направиме ЕЕГ, па ќе очекаме ЕЕГ-то, па тогаш ќе почнеме со стимулација. Но се започува ли со ЕЕГ? Каде прво најнапред се јавуваат родителите? Предпоставам кај педијатар матичен и потоа доаѓаат кај невролог. Чудни се патиштата, така да и луѓето се малце кои ќе видат некоја ситуација која што е малце потешка и начинот на реагирање на луѓето се чудни, така да некои одат на педијатар, некои одат на неврологија, некој секој си го бара својот пат. Некој оди во странство, некој оди на надри лекари, така да во одреден период имаше еден доктор кој што ги лечеше со хипербарични комори, па после тоа избега отиде негде во друга земја да лечи, така да има многу застранувања во патиштата кои што треба да ги следат овие пациенти. Ја не бим се љутил на родителите затоа што имат состојба која што е тешка да се совлада, за која што треба многу напор. За која што нема лек. За која што нема прав лек. Кога се во очај, прават се за своето дете. И она што го прават, не го прават, меѓутоа да не ги губат квалитетните мигови, квалитетниот период кога може да со стимулација да се помогне на тие пациенти. Иначе не може да им забраниме да прават едно и друго. Сега е модерно матични кели. Така, ќе проговориме за тоа, дали има ефекти или не. Само сакав уште нешто да прашам во однос на ЕЕГ-то. Тоа се всушност, што е ЕЕГ прво да ми објасните? ЕЕГ-то е одраз, јас снимам мозочната функција, регистрирам мозочната функција, меѓутоа затоа што се работи за деца, мозочната функција е во матурација, така да ЕЕГ-то многу отстапува од она што гледаме кај возрастните. Кај голем дел од децата може да има патолошки ЕЕГ, дури кај деца кои што сосема здрави, а да нема никаква манифестација на тоа патолошко ЕЕГ. Така да само по себе ЕЕГ-то не може да го лекуваме. Од друга страна, кај најголем дел од тие деца како растат мозокот се созрева, матурира и тие патолошки промени се губат. Значи, за разлика од возрастната, адултната популација, ЕЕГ-то само регистрира дали имаме нешто, меѓутоа без клиничка слика тоа нешто не е битно и не треба и не може да го лекуваме. А доколку се дадат лекови, може да се подобри, побрзо да созре мозокот? Нема сигурни студии за таа работа, така да
Некои лекари даваат лекови кои што се антиепилептици и се стабилизатори на расположението, тоа е депакинот, ламотригинот, меѓутоа нема докази дека тие нешто придонесуваат за лекување на аутизмот. Може да го стабилизираат расположението, меѓутоа и така аутизмот не е нарушување на расположението, него е сосема друго, проблеми со комуникацијата и така натаму. Што им советувате на родителите кои ќе дојдат со дете кој што не комуницира, кој што не сака да зборува? Треба да се направи, да го завршиме, егето треба да се направи еднаш, затоа што има некои состојби, некои епилепсии кои што прават ретки епилепсии кои што може да направат состојба која што е слична на аутизам, кој што пациентот одсотен, кој што не комуницира и така натаму. И тоа се многу ретки состојби, тие епилепсии фактички немаат напад? Немаат права клиничка манифестација, освен тоа за шеметеност и несоодветна реактивност, и тоа се обично статуси кај абсанси, напади, многу се ретки. Како изгледа тие, професора? Па не може да ги објаснам, детето си функционира, меѓутоа неориентирано, не комуницира, не знае каде е, може да загубена во простор и ориентација, така да... Значи тоа најнапред треба да се исклучи. Да се исклучи тие состојби. Има некои други состојби, како туберозната склероза, која што има придружена епилепсија, аутизам и така натаму. Значи треба да се направи едно ЕГ, да се види дали се работи за некоја состојба која што не имитира аутизмот, веќе кога ќе видиме дека ЕГ-то не го поврзуваме со клиничката слика, ЕГ-то не интересира. На која возраст тоа треба да се направи? Па веднаш чим сме свесни дека се работи за аутизам, меѓутоа не е нешто што треба да го брзаме да го направиме. Пак прва работа е интервенцијата. Веднаш, значи интервенција, рана стимулација, ќе да ги појасните испратиме на рана стимулација си е дефектолог, значи колку што порано окупационална терапија, ние ги викаме дефектолози. Рана стимулација логопед. Едно време се веруваше дека логопедот учествува после 3 години, 3,5 години, после 3,5 години говорот се формира во формирањето на говорот. Меѓутоа во денешно време логопедот учествува во стимулација на развојот на говорот, така да многу порано може и треба да се вклучи во третманот. Психолог може да биде во диагностиката и во водењето на тие пациенти, затоа што треба и емоциите да се развиваат, да се стимулираат, затоа што кај тие деца е најтешко развивањето на емоциите кај правите аутизми. Ако почнете стимулативна терапија со тие пациенти, имате можда 5, 6, 7, 10 сесии додека ја почне првата реакција, дека го добие вниманието на тој што работи со него, што го стимулира, така да е многу напорна работа и сака многу труд и сака многу време и сака во тимот да биде после кога биде поголем и педагог и социјален работник. Колку што треба поддршка за детето, исто треба поддршка и за родителите, затоа што еден од родителите, најверојатно најчесто еден, ќе го извади од нормалните текови, затоа што ќе мора да биде со него, ќе мора да се откаже од работа и така натаму, така да не само детето, него и целото семејство бара голема поддршка и голема љубов да се покаже и голема стрпливост со таа состојба. Што воопшто не е лесно. А каква интелигенцијата кај овие деца? Интелигенцијата може да биде во различни нива, затоа што кажавме дека се различни болести, може да бидат надпросечно интелигентни, може да бидат нормално, може да бидат придружени со некоја ментална ретардација, каде што интелигенцијата е супримирана, кај што не отстасува. Тука е битно дека оние што имаат висока интелигенција имаат подобра прогноза. Значи повеќе може да се едуцираат, повеќе може да се вклопат во околината, дури не голем дел од тие може да бидат и понатаму независни од животот. Да кажеме дека интелигенцијата прв пат се тестира, коефициентот на интелигенција прв пат после 5-та година, така да на 2 годишна возраст може да одредуваме развојни коефициенти. Меѓутоа и правата интелигенција дури после 5-та година имаме услови да ја процениме така. А дали овие деца треба да се направат и некакви истражувања во однос на алергии на храна, како што е глутенот или казеинот, лактозата? Модерно е во денешно време, се прават тие, меѓутоа ако се направат касно после од кој ќе се развие клиничка слика на аутизам, тоа значи негде 4-та, 5-та, 6-та година, кој ќе има прав аутизам, дури и да бидат тие алергии, диетата нема многу да придонесе, затоа што во целата развојна неврологија, од кој имаме права диагноза, од кој ќе се формира болеста, тогаш и лекувањето е многу потешко, значи може нешто да помогне во интеграцијата. Меѓутоа, болестите кои што се, например, глутенот, кој има права развиена слика, имаат аутистичко понашање, со лекување на болеста аутистично понашање
се губи. Меѓутоа тоа е повлекува. многу ретко да добиеме ефект со такви лекови. Се уште доказите, постојат докази дека може да се помогне, меѓутоа се уште доказите во соодветната медицина, во современата медицина не се сосема во прилог на тие. Што говори вашето искуство? Родителите прават вакви испитувања на храна, ги ставаат децата на прават диети? одредено време, некои се поупорни, некои се помалку упорни, меѓутоа овие диети се многу скапи и многу напорни, посебно на мало дете кое што и така има проблеми со комуникацијата, да од одредена храна да го лишите, а они сакат повеќе сладка храна и така натаму. Некои почнуваат и кои ќе видат дека нема ефект, се откажуваат, некои мислат дека има ефект и продолжуваат со таа диета, така да секој постапува индивидуално. Има една теорија за невролошки нарушувања како последица на автоимуни болести или пак стрептококни инфекции. Тоа е веќе друга состојба, тоа е воспаление, аутоимуно воспаление на централниот нервен систем и тоа може да се лекува и треба да се лекува. Тоа е поврзано со аутизмот или не? Па може да даде аутистична слика на Може аутизам, да даде. и сликата е драматична кај пандасот. Меѓутоа тоа може да се лекува. А се испитували тоа кај нас, како во протокол, дали родителите го испитуваат, Па сега докторите дали го сега е сугерираат? влезено во протоколот. Така да веќе сме свесни дека постои таа работа и влезено во протоколот, така да мислам дека не се испушта повеќе. Споменавте дека родителите понекогаш размислуваат и за терапии со матични клетки. Каква терапија е таа? Матичните клетки се во еднината на лекувањето во медицината, во современата медицина, затоа што на тој начин може да се внесе генетски материјал, кој што генетски материјал може да направи промени, на тој начин може да влезе здрава ќелија, која што ако се засади на право место може да ја преземе функцијата на оштетената ќелија, меѓутоа се уште нема поддршка во современата медицина дека матичните ќелии може да помогнат на деца со аутизам со огромни средства. Порано им даваја терапија со аминокиселини, сега се матични ќелии, меѓутоа една кура на матични ќелии е негде 10 до 20.000 евра, кои што државата не ги плаќа затоа што нема evidence based, нема значи медицина заснована. Тоа се од донор или собствени матични клетки? Ба може и така, може и собствени да бидат, меѓутоа државата не ги плаќа затоа што нема evidence based дека помагаат така. Да, резултат. И треба родителот сам да ги обезбеди средствата, тоа се огромни средства кои што немаш секој да ги обезбеди, а и помошта од тие матични ќелии не е сосема јасна. Се дешава тие деца што одат на матични ќелии, веројатно имат и соодветна стимулација, имат некаков напредок и тој напредок наместо да биде како последица од стимулацијата, го сваќаме дека последица од матични ќелии. Меѓутоа се уште нема докази дека тие би помогнале. Иначе се претпоставува дека се еднината на лекувањето, ако најдеме начин како да ги диригираме. Тие ќелии да си го најдат своето место или како да го внесеме генетскиот материјал, да си го најде своето место во мозокот. Се уште не е сосема јасно. Нема докази, значи. Да, каде треба и што треба, нема ние работиме на медицина заснована на докази. Не можеме да некој каже овој лек е добар, ја да го дам, а да не знам што прави тој лек, како помага, што помага, дали има некој штетно дејство, кое е штетното дејство. Затоа што као фела сме обврзани да работиме на нешто што е сигурно, што е докажано и за експерименти правење треба посебни услови и посебни критериуми и посебни студии, така да не може кај сите пациенти да го препорачаме. Ќе ги вклучиме гледачите во денешната емисија. Постои нешто што... Само да ги поканиме, професоре, да од овој момент емисијата е контактна, почитувани, можете да се вклучите во емисија со ваши прашања. Постои нешто што аутизмот може да биде здружен со други болести, може да биде туберозната склероза, може да има АДХД, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, може да има нарушување од психијатриската анксиозност и депресија да се депресија може да биде така во леку. А епилепсија може да се јавува? Може да имате епилепсија, не е исклучено да имате епилепсија, дури инциденсата на епилепсија е повисока, меѓутоа прави епилепсија, не е епилепсија врз основа на ЕГ-то. ЕГ-то не е диагностички критериум за епилепсија без клиничка манифестација. Некојаш имаме епилепсија без со нормално ЕГ. Така да не може да секој 100%
да потврдиме дека тоа е нарушено, има епилепсија. А со лекување на тие пратечки состојби, значи давање на терапија за АДХД, давање на кај туберозната склероза има лек кој што се дава, евролимус кој што се дава и кој што ги лечи симптомите на туберозната склероза, се подобро и состојбата кај аутизмот. Не се лечи, меѓутоа се подобро. Некојаш антипсихотиците во одредена фаза кога се тие пациенти агресивни, помага да се намали нивната агресија и да се зголеми нивната концентрација за. Меѓутоа ние од тие лекови не лечи. Помага во лекувањето со применувањето на соодветните стимулативни методи. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Сакам да прашам, професорот рече дека аутизам се детектира, се јавува негдека во 18-тиот месец. Дали може да се јави во повозрасни години Така, и во друг некој период? Едно прашање и друго прашање, каде може професорот да се најде, бидејќи рекол дека не работи на детска клиника? Така, повеќе не е на клиника. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, до која возраст може да се... Па вообично во тоа во детската возраст, понатаму се други психијатриски нарушувања кои што имаат слична клиничка слика. И тоа до адолесценците веројатно со полесните форми на аутизам може да бидат диагностицирани тие што се пофункционални, иако во денешно време од 18 месец би требало да бидеме свесни као фела за знаците. Има еден едноставен тест кој што кај нас го преведе Тања Зорчец. Сега не знам, последен пат беше советник на медицински факултет, сега не знам дали повисоко ниво, тоа се вика МЧАТ. Кој што МЧАТ се заснова на 20 прашања, кој што секој родител може да го преведе на македонски, може да ги прочита, може да си ги постави, може да ги даде одговорите и да си даде... Значи, врз основа на тие прашања може и самиот родител да процени. Не да се диагностицира. Кажавме, диагнозата на аутизмот споменавте дека е комплексна. Постепена и со следење и да бидеме сигурни. Знак по знак, чекор по чекор. Значи, поважно да почнеме на време со стимулација, отколку да кажеме ова дете има аутизам. Така, јасно. Така, да. Затоа што може и да не биде аутизам. Значи, може и да се знаците на аутизмот благи, да, па да не бидат препознаени до покасна возраст. Може и во наши услови можеше порано можеше да се деси и појаки да се знаците па да не биде препознаено. Влегува во ментални ретардации, па влегува во така да свеста за тие болести. Се променува едно време attention deficit hyperactivity disorder беше модерен, па по Америка имаше тоа. Така да сега аутизмот е па тие што беа ADHD сега се аутизам, така да има многу преклопување во лекувањето и посебно затоа што се работи за болест која што нема сигурни органски знаци, него има клиничка манифестација која што може да биде поизразена, понеизразена, е потешката диагностиката и уште повеќе затоа што во одредени периоди од животот децата имаат различен развој, не се развиваат сите по калап на толку месеци, така ќе биде развиено. Посебно ако има проблеми ако говорот поспоро се развива, може да го интерпретираме како аутизам, а детето да си е сосема нормално. Така да има многу шетање, многу шарење и затоа е потребен мултидисциплинарен тим, внимателно следење и стимулација да видиме дали ќе исплива детето тоа. Само да потенцираме дека професорот работи како консултант во Neuromédica и во Bambi Medical Струмица еднаш во неделата. Еднаш во месецот, во Neuromédica еднаш во неделата, да. Така. Да го вклучиме следниот гледач, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Поздрав до докторот. Ви благодарам. И до водителка. Благодарам. Повелете. Имам едно прашање, имам внука. Така? Само ќе ве замолам намалете го тонот на... Сега ќе наполни. Намалено е скроз телефон. Да, бидејќи слушам ехо, добро. Значи, само зборувајте во континуитет, ние вас убаво ве слушаме. Значи, имате внука? Имам внука, 4 години сега ќе наполни. Така? Ја носат еве скоро година и нешто на логопед, не може да збори, малце од 2 години така, кога имаше 2 години, само што почна нешто ма, тата, така, и прекину. И сега еве 4 години ќе наполни, ја носат сега и на приватно, и на државно, на логопед еден ден таме,
ама не може ништо, резултати нема. А не јаде ништо, само сок, млеко, чипсови, смоки, тоа ни храна, ништо не јаде. Така ве интересира што може да се направи во овој Што може случај? да ќе успеат Така. нешто што го носат секој ден. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, професоре. Може и Кажавме дека- упорната стимулација на говор со логопед да не даде понекогаш резултат? Може да не даде резултат, меѓутоа треба и окупациона да има, затоа што Што значи тоа окупациона? окупациона значи дефектолог кој што ги вежба комуникацијските вештини, не само говорот. И на крај, ако има очувана интелигенција, не разбравме како е детето, ако има очувана интелигенција, може да се научи да комуницира со символи или на друг начин да комуницира, ако не може говорот да се развие. Кај сите деца е исходот различен и некојаш имаме многу работа, а нема никакви резултати, некојаш со помалку работа имаме подобри резултати. Зависи од што го предизвикува аутизмот, иако не може секогаш да бидеме на чисто што го предизвикува тој аутизам. Така да некојаш може да биде проблеми при раѓање, хипоксија може да некојаш да се покажи понатаму со Тоа е аутизам. недостаток на доволно кислород, Да, е така? некојаш и тоа може да биде причина. Значи, меѓутоа никад нема начин тоа да го докажеме. Некој вела дека уште за време на бременоста се случувале некакви промени во фетусот. Па да, такви има за време истражувања има има. инфекции кои што преаѓаат недиагностицирани или диагностицирани, така да може да биде Така, тоа. мултифакториелен Да, е да, очигледно овој проблем. А што е со суплементите? Многу родители им даваат најразлични суплементи на децата со аутизам. Што Тоа што велите за зборав тоа? дека она што терапијата, лекувањето на пратешките симптоми со антипсихотици, со еверолимус, со стимуланси таму кај што има АДХД, може да придонесе да се подобри ситуацијата да може да се третира пациентот. Меѓутоа самите суплементи сами по себе, осим омега-3, кој што е суплемент кој што треба сите деца да го примат во текот на првата година, затоа што го нема во исхраната, сами по себе се корисни, меѓутоа не во однос на лекување на аутизмот. Нема докази дека некој од тие суплементи придонесува за поквалитетно лекување на аутизмот, осим тоа соодветна стимулација. Доказите медицински се многу сурови и не би кажал дека треба да не ги даваат тие суплементи, меѓутоа има суплемент кој што е карнозинот, кој што е многу скап, кој што го има на друго место поевтино, меѓутоа ги даваат скапите препарати, имаме големо предаторство во однос на лекувањето, или ќе го купиш од таму и од таму и тој не знам што е другата поврзаност, меѓутоа веројатно постои Јасно е, нешто така. што не е јасно нас. А така да суплементите сами по себе не можат многу нешто да направат, ако родителите веруваат дека тие суплементи им помагаат и ако со примена тие суплементи ќе бидат стимулирани да изведуваат стимулативната терапија, во ред. Меѓутоа главно е да се оди на стимулативна терапија. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам. Би го замолила докторот да ми објасни некои работи. Вака имам внуче од 4 години. Значи, се уште не врзува реченици, устави многу мал фонд на зборови има, го носиме на логопед и е малку хиперактивно. Значи, правевме и ЕМГ, брановите као се добри. ЕЕГ, така? Да. Добро. Брановите се добри, логопедите рачунаат дека не е тоа аутизам. Само детево се уште не врзува и тоа што го кажува, не го кажува со полн фонд на зборови, не го прескокнува некоја буква. Други нарушувања нема, освен нарушување во говорот. Нема. Така. Сега го запишавме, нели со короната беше дома, па го запишавме во градинка, ама нема, една недела оди во градинка, 3 е дома од вируси. Так, Многу го јасно. напаѓаат вируси. Така, постојано се болни. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, што ќе кажете за овој случај, професоре. Имунниот систем треба да се изгради по некој период ќе очврсни, нема толку често да се разболува. Меѓутоа ЕЕГ-то не е индикатор за состојбата. Брановите какви да се не се индикатор за аутизмот. Ова има проблеми дето кој што кажа мајка или баба беше? Баба беше за Има внуче проблеми со со говор. развој во говорот, така да стимулацијата му е потребна. Една од најдобрите стимулации присуство во градинка, измешување со деца, затоа што тоа што го учат децата еден од друг, не знам колку логопеди не можат да го заменат.
И на запад, она што се прави кај развојните нарушувања е лекување, примена на симулативната терапија во природната средина, тоа значи дека логопедот доаѓа дома, дефектологот доаѓа дома. Ако е детето во градинка, тие вежби, тие стимулации се изведуваат во градинка, така да имаме корист, затоа што прво домашна средина детето се чувства многу побезбедно и многу полесно ќе соработува, отколку го однесеме негде па чека 10 сати да биде прегледано. А второ, ако не биде во предшколската или во школската установа кај што е детето, и соучениците кои што се неговите другари ќе можат да помогнат во изведувањето на стимулацијата преку игри, преку не се разбира, нема да им кажеме на деца нека ние ќе го стимулираме дето, него преку игри, преку вклучување во групните дејности ќе има многу поголеми бенефити. И една од причините за овој аутизмот се рачуна и нарушувањето на семејството. Порано имавме семејство со баби, дедовци, со големи фамилии, со многу деца. И тука стимулацијата беше поинтензивна цел период. Во денешно време бабите, дедовци се на телевизија, па ги сликаат, на компјутери, па ги сликаат внуците, наместо да седнат да им читаат приказни, гледат заедно телевизија и така натаму. Така да сите тие стимулативни порано, еден од родителите работеше, другиот имаше време да биде со детето, сега се многу работи променети, така да меѓутоа и за тоа нема докази дека е така. Но што поголема стимулација во домот е пожелна, бидејќи во секој случај Сеќавам на дете, е добра. Едно време битола развивавме некој центар и одев таму да им помогнам со другар ми, пензионер Сулеман Омер, кој што многу поштовен ценам, кој што е дечки психијатар, адолесцентен психијатар, кој што стварно даде придонес за лекување на оваа болест. И одевме таму и ми донеса дете од дом 3 годишно, дете 3 годишно кој што беше комплетно непокретно, незаинтересирано за околината, млитаво и само што го има земено, роди семејството кој што ги посвојува. Викам донесите во клиника да испитаме да видиме што се работи, стварно беше многу сумњиво. Докторе, ние сега не можеме, имаме финансиски проблеми, за 3 месеци ќе дојдеме. Он знае, не име прв пат. За 3 месеци дојде, детето почна да зборува, почна да седи, почна да комуницира. Што значи за наредни 3 месеци, стимулација за наредни 3 месеци почна да оди, не можевме да кажеме дека уопште било во таа состојба. Значи, стимулацијата е клучна. Е клучна работа. Детето било во дом, каде што било предсоблечено, облечено, наедено, и така има една сестра, една негователка на 20 деца. Не може да го добие. Да, иако тоа било незаинтересирано да интегрира во тие напори, затоа што и други деца во дом добро се развиваат така. Така. Имаме професор уште еден гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Гледачот се исклучил во ред, има се уште време, уште некои 7 минути до крајот на денешната емисија, па ќе може да се вклучи. Кога веќе ги наведовте пропратните болести или состојби на аутизмот, може ли да проговориме малку и за тантрумите? Колку често овие деца се соочуваат со тантруми? Сите деца се соочуваат со тантруми, така да... Тука дали се поизразени? Па поизразени се, затоа што и фрустрациите кај деца се поголеми. Рачунете дека тие се затворени во некоја своја, живеат во некој свој свет, сепак имаат потреба за комуникација, поради неможност за говор, неможност за артикулирање и поради сите тие состојби, нивната моќ за комуникација е многу помала. Ако сакаат нешто да го добијат, не знаат да го кажат како и секогаш имаат поголеми изливи затоа што немаат начин како да искомуницираат своите желби, да се разбира дека и тие имаат некои желби. Тоа е класично, на пример, имате човек кој што е возрастен човек кој што добил мозочен удар, изгубил способноста за говор, истите работи ќе ги направи затоа што не може да комуницира. Значи, немоќте за комуникација ги провоцираат тие тантруми. Кај здравите деца е во главном без поради нешто што не може сака да го добијат, не може да го добијат, меѓутоа кај овие деца е стварно неможно за комуникација, неможно за правовремено воочување на нивните потреби. И родителот сака да ги воочи нивните потреби, меѓутоа секогаш сите знаци не може да ги интерпретира така, тантрумите се тука. Меѓутоа колку е поинтензивна стимулацијата, колку е поквалитетна стимулацијата, колку е подобра интеграцијата, тие работи се повеќе исчезнуваат. Агресивноста исто така дел од несоодветната стимулација. Со соодветна стимулација агресивноста исчезна затоа што има моќ за комуникација, знае да каже што сака и знае. Така. Како и така да изрази чувства и да. Имаме уште еден гледач, да го вклучиме. Добар ден. Се надевам овој пат успешно, да.
Добар ден, ве слушаме. Повелете. Добар ден, поздрав до емисијата и до вашиот гостин. Благодарам. Вака, јас сум родител на предвремено родено детенце, кое што е 6 месеци сега. На последното ехо докторе се испостави дека се уште не се симетрични мозочните келии. Од таа причина неврологот во консултација со матичната одлучи да не ги прекине ДХА-то и омега-3 со цел да не се доведе до зголемување на фонтанелата. Прашањето ми е, еве, ваша консултација во врска со тоа, ваше мислење во врска со Не, едно со друго нема. тоа. И кој е вашето искуство околу аутизмот? Да се надоврзам на темата кај пред времено родените деца. Моето се уште е мало, за да можам да воочам било каква индикација на тоа, но Дали ке предвремено родените деца ризикот за аутизам е поголем? Која е родилната тежина и која е гестацијска недела? Кило и 800, 32 гестацијска недела. Добро, уште сте во предвремено родени, не сте деца со екстремно ниска родилна тежина, иначе предвремено родените имаат различен развој во однос на навремено родените и во вашиот случај до 18 месеци би требало да се изедначат. Не значи дека ќе заостанува, меѓутоа до 18 месеци треба да се изедначат со возрастните, додека кај оние што се екстремно ниски родилни тежини под 1500 и под 1000 грама, изедначувањето може да трае до 5-та година. Па до 5-та година да ги лекуваме од било какви боли, од било какви состави, меѓутоа после 5-та година да се изедначат, да си бидат равноправни. Тоа се екстремни случаи, меѓутоа постојат такви работи. Ова што го кажавте, коморите, симетријата на коморите нема врска со омега-3 или со D3 витаминот, затоа што D3 витаминот не е клjuč со кој што се отвара или затвара фонтанелата, а омега-3 е субституција која што треба да се даде и нема да влие на ниеден начин барем во првата година, нема да влие на ниеден начин на затварањето на фонтанелата и на формирањето на мозочот. Може да има само поолни действија, меѓутоа не штетни действија. Така да ултразвукот, не знам кај сте го правеле, меѓутоа во главном ако коморите има одредени димензии кои што се толерира, затоа што ако земе, немаме исти раце сите заедно, кога ги споредиме рацете, некој има поголеми прсти, некој има помали прсти, така и со коморите, некој има поголеми комори, некој има помали комори, меѓутоа и едните и другите функционираат нормално, така да не е секоја промена што ќе видиме проблематична. Иначе кај предвремено родените, инциденцата на аутизмот е нешто повисока, меѓутоа не кај предвремено родените, него кај децата кои што имаат регистрирана хипоксија. Регистрирана хипоксија е Апгар во првата минута под тројка, нешто е повисока инциденција, но тоа не значи дека ќе се јави инциденција. Она што може да правите е соодветна стимулација. Секако одите во центарот за предвремено родени, имате два центри, едниот е во Битпазар, едниот е на клиника, и таму имате и дефектолози кои што ќе ви кажат која стимулација е пожелна да ја примените за вашето детенце. Не дека и без таа стимулација не ги правите вие тие работи, гледам дека сте загрижена мајка, меѓутоа може некако да ви помогне како да ги има и од УНИЦЕФ некоја. Ако отворите УНИЦЕФ Македонија, има некоја тетрадка која што ќе ви каже што се може да правите за стимулација на вашето дете да се развива поквалитетно и подобро. Така, многу корисни совети, професоре, до гледачката и сосема на крај, доколку родителите се посомневаат дека нивното дете има некакви знаци на аутизам. Што предлагате, каде најнапред да се обратат, што да преземат? И каква стимулација во домашни услови да прават во првите 18 месеци од животот за... Жал, малку има центри во Македонија, малци има лекари кои што се посветени на оваа тема. Едно е клиника за детски болести, друго е клиника за психијатрија, кај што имаме дечи психијатри, кои што се двајца или тројца кои што работат многу малку се работат свој проблем. Имаме Завод за ментално здравје, исто така и таму се работи свој проблем. Прво кај матичниот лекар кој што понатаму ќе ги преупати во центар кој што е најблиску до има многу центри кои што има многу луѓе кои што работат на овој проблем, кој ќе ги упати на соодветното место. Нешто може и по приватните болници, во Сестина има екипа која што може да работи невромедика. Во диагностиката може да учествуваме, така да е битно да рано се започне
диагностиката и рано се започне стимулацијата. Значи, кој ќе се видат тие знаци, може детето да нема ништо, меѓутоа ако некаде некој дел од развојот отсаства, може да го стимулираме. Веднаш да се стимулира за да ако е аутизам тешко дека ќе превенираме, меѓутоа може да додадеме на квалитетот на животот на ако се отстранат мобилните телефони, како што сега има препораки од Светска здравствена организација во првите 2 години не треба да бидат целодневна. Не треба мобилните телефони, телевизорите не треба да бидат целодневна стимулација, кај помалите деца никако. Меѓутоа веќе како расте детето дел неизбежни се, неизбежни се така. Ако ништо друго телевизорот така, не треба да бидат замена за другата стимулација. Така. Значи има корист од тие работи, ако гледаат работи кои што се стимулативни, меѓутоа дел од едукациите за децата кои што имаат аутизам во свет се заведува преку мобилните, преку телевизори, преку компјутери, така да. Може да бидат корисни, не кажам дека треба да се избегнат, меѓутоа треба да се лимитира. Треба да има и други активности, треба да има и други комуникации во семејството, во предшколската установа, во школската установа, така да детето треба да има квалитетен живот. За несреќа ние кога бевме мали се шетавме кај железничка станица сум. Па на крај на денот ќе низмија да видиме кој е чиво дете. Од денешно време дете така на улица не може да се пушти. Нема шанси. Да. Нема шанси такво нешто пуште така да се извалка. И на железничка станица нема што. А имате нели една немаше асфалт, немаше хипотеза хигиенска која што вели дека здравјето всушност е поврзано со тоа колку ќе се извалка децата. Сега се тој дел позади Мах Петров беше прашина светаката. Беше железничка станица, пазар, таму сме расли. Така. Така. Слободно. Со игра. Овие што беа по населбите, по дрва, по ова, меѓутоа сите беа на улица, сите беа во игра, многу деца. Во движење, вела дека движењето е важно за развојот и стимулацијата, многу деца измешани. Сето тоа е поврзано едно со друго. Емоции, борби, кој е подобар, кој е подобар игра, топка или не знам што, така да сите тие работи се созвучни. Ги пуштиме децата надвор да си играат и весува да време тоа и загаден воздух и ризично е, малце деца има, некои има многу луѓе кои што може да ги злоупотребат, така да се промени. Се промени. За жал. За жал. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Ќе искористам шансата веднаш да ве поканам да зборуваме за покачената температура и начинот на кој што таа се симнува, кога е пријател на детето, кога не пријател, бидејќи интензивно се говореше на оваа тема изминатиот период, дали кортикостероидни препарати треба да се дадат за да се симне температурата, доколку детето качи температура. Ете, тоа ќе ни биде следната тема, се надевам дека уште сега ве договорим. За аутизмот само ја начнавме темата, не ги отворивме сите работи, би поканал некој од дичите психијатри или па може во една таква комбинација. Така, да направиме. Повеќе што ќе кажа затоа што ти имат уште други работи што може да ги. Така, ние секогаш сме отворени за соработка и за... Ние сум само дел од почетната диагностика, меѓутоа целата диагностика припаѓа на голема група Па и таа стимулација што ја споменавте. Да, стимулацијата е нешто што е најбитно. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето. Благодарам, фала на гледачите и фала вас. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.